се радуваат на поздравот од Алексис Ципрас. Испратил Алексис Ципрас поздрав и ги повикува за мислите македонските граѓани да гласаат за оние кои што го сменија името. Јас Ципрас го разбирам. Ќе остане запаметен веројатно во грчката историја како еден од најпозитивните ликови во делот на националните интереси на Грција. Веројатно името ќе му го запишат со златни букви во грчката историја, затоа што успеа да го постигне тоа што ниеден грчки премиер пред него не успеа да го постигне, а тоа е да го промени името на оваа држава. Ама, нашите овдека, од СДСМ и од Кејзаев, да се радуваат на тој поздрав, да се радуваат на тоа што ги поздравил, тој пред кој што подпишаа дека капитулираат. Па јас мислам, нема поголема тие во но да се радуваат на тоа, да го пуштаат по сите портали, по сите телевизии, да го пуштаат спонзорирано на Facebook и на останатите социјални медиуми. Јас не можам да кажам ништо друго, освен дека со врвни предавници имаме работа, за жал, почитувани пријатели. На тоа ќе ставиме крај на 15 јули, промените доаѓаат на 15 јули и вие ќе ги направите промените. Сакам од овде да го поздравам и мојот политички противник во четворката Зоран Заев, и Никола Димитров, и сите кои што комуваја на промената на името со една друга песна од Блаже Коневски. Ќе ми дозволите. Спаси ме Боже од болните луѓе, што се накажани та не се криви. Нивната злоба умерено судија, самите од неа одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат како Мојсија и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и водат позади себе обични пороци. Дај Господе, што помалце очите да им ги бодам, штом тие лево ќе фатат, јас десно да одам. Се надевам дека ова ќе е последната генерација предавници која што било кога владеела со Македонија. На 15 јули ставаме крај, ги праќаме на најтемните страни на историјата, ги правиме промените, доаѓа обновата, за да имаме горди македонци. Тие сакаат луѓе со свитка на кишма, ние сакаме горди македонци. Тоа е суштинската разлика. Да живее Струмица, да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам многу.